Серена Вилијамс на овогодинешниот Вимблдон се сочува барем со засега реално лесни противници. Пред се квалификанти со троцифрена бројка на ранкинг пред себе. Истите мораат да победат на 3 меча за да може да стигнат до главната фаза, а тоа дополнително и ја олеснува задачата на Серена во моментов. Откако ја победи Џулија Гато Монтичоне, рангирана како 161 на ранглистата, американката сега се соочува со словенката Џуван, која е 133-та. И конечно потенцијален проник за неа во следната фаза е и 141-та на ранглистата русинка на Варвара Флинк. Сепак, за Серена оваа серија би требало да заврши во потенцијалното за неа четврто коло, кога е проектирана да се сретне со Анжелик Кербер. Речиси 20 години минаа откако Роџер Федерер на Вимблдон загуби од еден британец. Се случи тоа во 2001 година кога во четвртфиналето Тим Хедман го елиминираше Федерер. Сегашниот противник на Федерер, Џеј Кларк, тогаш имал само 2 години и никој не ни можел да претпостави дека токму во 2019 година тој ќе му биде ривалот на еден од легендарните тенисери, можеби најдобриот на сите времиња. Од тогаш науму Федерер победил на 6 мечеви против домашни на Вимблдон, вклучувајќи ги тука мечевите против Хедман во 2006 и 2012 година, односно Енди Мареј во 2016 година. Всушност Федерер загубил само еден сет против некој британец во последните 18 години на Вимблдон, оној против Енди Мареј. Никој како тоа што го сторил Федерер не доминирал така против британските тенисери, па и покрај тоа домашната публика во Лондон и натаму го сака и му дава поддршка на секој меч. Енди Мареј секогаш ќе биде центар на внимание на Вимблдон се додека настапува тука. Тој годинава е дел од турнирот во двојки и секако јавноста се прашува околу неговото здравје. Мареј уверува дека е окей, па сега јавноста се бави со ситуацијата на неговиот партнер Пиер Хербер, кој пред стартот на самиот турнир се почели на повреда, па загуби во сингл уште на стартот од јужноамериканецот Кевин Андерсон. Мареј и Хербер денеска ќе играат против француско-романската двојка Цопил Умбер. Како што заштитен знак на Рафаел Надал е топ спин форхендот, за Ник Кириос може да се каже дека тоа е трик сервисот. Речи си е сигурно дека Кириос ќе го изведе овој потек на денешниот меч, само е прашање во кој момент. Австралијецот го направи потек токму против Надал на тврда подлога на турнир во Мексико сезонава, каде што Кириос и победи, но тој не испушти шанса истото да го стори и во второто коло против сонародникот Џордан Томсон на годинешниот Вимблдон. Доколку Петра Квитова успее да го освои овој турнир, тоа ќе биде нејзин прв голем успех, односно Гранд Слем откако во 2016 година беше нападната во незиниот дом, инцидент што предизвика тежок шок кај неа. Доколку тоа се случи во зависност од пласманот на останатите фаворитки на овој турнир, можно е со потенцијалната титула Квитова дури да го преземе првото место на ВТА листата од Ешли Барти. Квитова е освојувач на Вимблдон во 2011, односно 2014 година, а се среќава со Кристина Младеновиќ од Франција за пласман во третото коло. Почитувани овие факти и аргументи кои ги проследивте, се надевам дека ќе ве принуда да останете на фреквенцијата на 1 ТВ и да ги проследите сите оние атрактивни моменти во возбудлив тенис пред се кои ни предстои во текомниот ден. Сега за почеток мора да најавам дека ги имаме и првите победи на женскиот дел од турнирот. Носителката број 1 и фаворитката број 1, која воедно е и најдобар рекет женски на светот, Ешли Барти, за неполн час мина во втората рунда, победувајќи ја белгиката Алисон со 2-0 во сетови, за извојување и победата исто така на Слоу Стивенс, американката исто така во 2 сета ја мина својата противничка од Кина. Одиме сега со она што вчера ни остави најголем печат и најголемото изненадување кај машкиот дел од турнирот, тоа е поразот на Стен Вавринка од американецот Рейли Опелка во еден навистина исцрпувачки долг надпревар со 3-2 во сетови. Рейли Опелка е конкурент и продолжува на Вимблдон во третото коло. Така е. Многу ми не очекува, премногу, мислам од швајцарецот, бидејќи напоменавме важи за еден кој ги има досега освоено оние 3 престижни Гранд Слем титули на US Open, Ролан Гарос и му преостанува уште овој трон од Вимблдон, но не оваа година. Пак, како што видовме вчера, не оваа година, сепак не верувам дека некогаш ќе дојде до тој посакуван трофеј на Вимблдон за да ги заокружи сите 4 Гранд Слемови. Сепак е далеку од својата најдобра форма. Не верувам дека ќе се врати во таа најдобра форма и повреди го мачат, а и со годините не е веќе млад како што бил. Рейли Опелка губеше 2-1 во сетови и го сврте мечот во негова корист. Висок, силен играч, како што рековме, феноменална игра за на трева,
сервисот секој му беше над 210 км на час, тоа е доволно тешко да се врати, а камоли да се врати на начин каде што ти можеш да го освоиш поенот. Излегуваше често на мрежа, напаѓаше цело време, беше агресивен. Во најбитниот момент во четвртиот сет, кога сервираше Вавринка за да остане во сетот, направи брейк. Така да цел сет го играше на некој начин добро Вавринка, во најбитниот момент малку паднало можда концентрација, влегоа некои топки на Опелка што требаше да влезат, си го зема сетот. Петиот сет видовме отида на разлика, на 6-6 не си игра тајбрейк, си игра на 2 гема разлика. 8-6 заврши за Опелка, повторно на 7-6 за Опелка сервираше Вавринка да остане во мечот, пак тука направи брейк, така да го ќе видите во најбитните моменти Рейли Опелка, иако доста помлад, ги искористи, така е. Ги искористи своите шанси. Сега уште еден следниот противник на американецот Опелка, исто така е звучен ривал, станува збор за Милош Раонич, канаѓанскиот тенисер, кој исто така важи за еден од фаворитите на овој турнир. Колку американецот сега ќе може да се носи во третата рунда со оглед дека навистина имаше исцрпни надпревари до сега? Па јас мислам дека ќе може да се носи затоа што ќе биде далеку поразличен овој надпревар од претходниот меч со Вавринка. Раонич игра доста слично на Опелка, исто има феноменален силен сервис, прв сервис, излегува доволно на мрежа, напаѓа со форхенот му е главно оружје. Не верувам дека ќе има доста поени со над 3 до 4 префрлувања, така да мислам ќе биде доста експлозивен надпревар. Ќе биде многу битно и круцијално кој ќе може да го задржи првиот сервис на повисок процент на успешност, кој ќе може повеќе да го уфрлува тој прв сервис, да го користи како оружје. Не би ме чудело секој сет да отиде и во тајбрейк. Веќе во тајбрейк тоа можам да кажам дека и лотарија, пак ќе од детали ќе бидат на крај многу битни што ќе одлучуваат во мечот. Како и вчера за Едмон Вардаско, мислам дека е 50-50 за шанси кој ќе победи на мечот. Ќе биде интересно, сигурно. Генерално се очекува уште еден маратонски надпревар за Опелка, но кога ќе ја споредиме требната подлога, на кој тенисер повеќе му одговара овој терен сега на Вимблдон? Па јас мислам повеќе на Опелка. Не дека на Раонич не му одговара, но Раонич сме виделе во текот на целата негова кариера дека знаел да се прилагодува и на другите подлоги да игра, па можеби заради тоа ќе кажам и дека на Опелка можеби повеќе му одговара. Сепак Раонич е поискусен, повеќе време имал да игра и на тие други подлоги. Не викам дека не знае да игра на Вимблдон далеку од тоа, но мислам дека на Опелка повеќе ќе му одговара оваа подлога. Така. По вчерашниот, значи, шок кој го претрпе Станислав Вавринка, за многумина тоа беше навистина изненадување. Сега предлагам да одиме со ставовите на двајцата тенисери веднаш по нивниот надпревар, така да во продолжение одиме со ставот на Вавринка по поразот, односно победата на Опелка. Секако дека не е лесно да се игра против играч кој е така висок и кој има така силен сервис. Знам дека нема никогаш премногу шанси за брейк поени. Ова беше тежок меч за мене во секој случај. Не дека немав своји шанси на овој меч против Опелка, но стартував некако споро, премногу калкулирав, не се движев понака како што требаше. Туку ги искористив шансите во четвртиот сет. Секој беше поинаку, но сега е доцна. Во клучните моменти беше подобар од мене и заслужи да победи. Никогаш не реков дека сум способен да го освојам Вимблдон. Доаѓам секоја година за да одиграм најдобро што можам и тоа е тоа. Два пати стигнав до четвртфиналето, а губев и во првото и во второто коло. Едноставно кажано, не е лесно да се освои Гренслем титул. Морав многу да се прилагодувам на неговата игра. Почна доста добро да го удира топчето, јас морав цело време да бидам сконцентриран и да размислувам. Особено откако го загубив третиот сет. Знаев дека нешто мора веднаш да променам затоа што неговиот ретрн беше доста добар. Почнав да сервирам силно и да играм волеј, а Вавринка константно наоѓаше начин да врати. Често топчето одеше во моите нозе, а тоа ме убиваше на моменти. Сватив дека мора да играм тенис во основната линија и тоа и го направив. На ова ниво на тенис во речиси секој гејм има брейк поинт за некого, што не е лесно да се одигра. Битните поени на мој сервис ги одиграв како што сакам и тоа е добро. Големите играчи тоа така го прават. Те тераат секогаш на различен начин да се обидеш да стигнеш до победа, што не е лесно. Следен мој противник е Раонич, играч сличен на многумина во моментот. Андерсон и Стерквири. Се тоа играчи кои се високи, силни и ја базираат својата игра на сервис. Ако на ова се додаде дека играме на трева, тогаш јасно е дека на тој меч нема да има премногу долги поени.
Сите овие сензации и изненадувања кои се случи уште од првиот ден на Вимблдон, ќе кажам дека му одат во корист му се на најдобриот тенисер на светот Новак Ѓоковиќ, бидејќи сите овие генерално се дел од ждрепката која понатаму во останатиот дел од турнирот би требало да му застанат овие фаворити кои повеќе ги нема на патот на Новак Ѓоковиќ до атакот на неговата пета титула на Вимблдон. Новак Ѓоковиќ пак експресно и успешно си ја оправдува својата фаворитска улога и во првото, вчера и во второто коло, 3-0 во сетови против Денис Кудла, еден рутински надпревар за Ѓоковиќ по кој сите очекувавме нели да стартува и со нова победа. Така е, доста рутинирано си победи. Мислам дека не искористи повеќе од 60% од неговата сила. Мене само ме изненади што, иако не беше во битни моменти од првиот и од вториот сет, но сепак Денис Кудла направи 2 брейка, на 5-1 во првиот, на 4-2 во вториот сет. Дали пробувал нешто ново со својот сервис, експериментирал Ѓоковиќ, па дошло таа ситуација, видовме и во првиот меч против Колшајбер дека исто доста брейкови имаше, али како што се одбива понатака турнирот, мислам дека се посигурен и посигурен на својот сервис ќе биде и вака овие брейкови нема толку лесно да се случуваат. Така, па може би и за очекување се некои промени на Ѓоковиќ со оглед на тоа што веќе има и нов тренер, па така може би експериментираат нешто во овие први денови на Вимблдон и први надпревари за подоцна, нели, да знаат како да истрчаат на теренот кога ќе дојдат оние надпревари, елиминацијски надпревари. Сега следно што му предстои на Новак Ѓоковиќ е надпревар против Хуркач. Колку овој тенисер може да му создаде проблеми на србинот? Хуркаш може ли да го испоти барем повеќе отколку овие претходните негови противници? Сигурно ќе го испоти повеќе. Хуркаш е доста офанзивен играч, млад пољак, 22 годишен, висок, силен, полн со енергија, сигурно ќе сака да направи некој изненадување, верува во себе, се игра својата игра, не се трга од својот план како што треба да игра, но како и да е на другата страна ќе го има Новак Ѓоковиќ кој што е бранител на титулата, иако Хуркаш има одличен сервис, сите знаеме дека Ѓоковиќ има најдобар ритърн во моментов на АТП турот. Така да сигурно ќе го испоти повеќе, али не верувам дека може да отиде до 4 сета овој меч. Така, ако ништо друго, со леснотија Новак Ѓоковиќ може да ги очекува и останатите надпревари, да се опушти можеби малку повеќе и да експериментираат нели малку повеќе со оглед на тоа што им предстои. Да одиме сега да видиме што Новак Ѓоковиќ, впрочем, како тој го виде надпреварот против Денис Кудла и што всушност самиот рекет и најдобриот рекет на светот и бранителот на овој престижен Гренслем турнир Вимблдон, Новак Ѓоковиќ очекува веќе во наредното коло. Мислам дека одиграв на вистина добар надпревар, квалитетен. На почетокот бев многу остар и сконцентриран. Беше 5-0 за мене за само 15 минути. Не му дадов премногу време на Кудла. Играв прилично добро и ефикасно. Се она што тактички го замислив пред мечот, добро го имплементирав. Имаше неколку елементи во играта кои можеа подобро да функционираат, имав и одредени падови, но прилично бргу се враќав. Час и пол траеше мечот во 3 сета. Подобро одиграв сега отколку против Колшајбер, така што за сега се оди во добар правец. За наредниот противник, Роберт Хуркач, се надевам дека нема да имам резултатска реприза како што ја имав против него на Ролан Гарос. Иако тој меч го доби во 3 сета, сепак на целосно различна подлога и услови за игра. Тревата, инаку повеќе им одговара на серверите, како што е Хуркач, кој има навистина исклучително силен сервис. Го почитувам бидејќи има фин карактер и покажува почит кон секого. Често тренираме заедно, добро се познаваме. Хуркач е еден од предводниците на новата генерација квалитетни млади тенисери кои ќе не заменат еден ден. Меѓутоа, искуството е на моја страна. Ќе се подготвам тактички за овој меч, ќе го анализирам заедно со мојот тим, мојот тренер и се надевам на најдобро.
Ако Новак Ѓоковиќ имаше уште еден лесен тренинг, можеме да кажеме и во второто коло, од останатите противници и останатите тенисери кои вчера се борија за место во третата рунда, Кайл Едмунд загуби во мечот со Вердаско, 3-2, Вердаско продолжува понатаму, но сега за противник го добива Фабијано, кој исто така елиминираше еден звучен и носител на овој турнир. Да, Вердаско си победи вчера доста напорно, но очекувам дека ќе многу полесно ќе го победи Фабијано. Фабијано го победи Иво Карловиќ во претходното коло. Иво Карловиќ е веќе далеко од својата најдобра форма, 40 години, си игра уште на АТП турот, Вимблдон му одговара на неговата висина, на неговиот сервис, воле игра, тоа е само на овој турнир може да очекува повеќе со оглед на тоа колку години има. Но Фабијано исто така имаше и супер добар старт на турнирот и го елиминираше Стефанов Циципас, мислам. Така е? Така е. Скоро за право. Иво Карловиќ следен и сега му доаѓа уште еден, би рекол, тежок противник, по кој може би и тие два надпревари доволно говорат за каков тенисер прерасна Фабијано и што сега може да се очекува уште на Вимблдон да ги покаже своите квалитети, до каде може се да догура овој рекет. Па со победата на Циципас сигурно ќе станува погладен и сака да отиде што подалеку на овој турнир, но мислам дека Вердаско ќе биде преголем залак за него, особено во третото коло, да беше прво коло, можда и ќе беше полесно, но трето коло мислам дека и притисокот ќе си го направи своето. Вердаско видовме вчера што се може да покаже, што се изигра вчера, се врати од 2 сета и брейк против Едмунд. Мислам дека тоа ќе му зголеми уште толку само да вербата и искрено мислам дека Вердаско ќе продолжи понатака против Фабијано. Покрај овој надпревар, вчера и Кевин Андерсон, кој важи за еден од топ 10, топ 5 тенисери во светот, го елиминираше Типсаревиќ со 3-1 во сетови. Исто така уште еден лесен надпревар за Андерсон, веќе во следното коло, па би можеле да кажеме дека кога ќе погледнеме дека нареден противник е Пела, веруваме дека Андерсон може да допре некаде со Новак Ѓоковиќ. Па сигурно. Гвидо Пелја не е играч што може да му парира на Андерсон на Вимблдон, особено имајќи во предвид дека Андерсон брани финале. Тоа се доволно бодови што треба да ги одбраниш. Сигурно тоа го знае он самиот нормално. И Типсаревиќ далеко од својата најдобра форма, доста повреди го мача, но многу ми е драго што се враќа и повторно има желба и може да го издржи ова темпо. Иако во вториот и третиот сет се пожали малку на некои болки во задњата ложа, ако не се лажам, но сепак Андерсон си победи, оди понатака, Гвидо Пелја изигра 5 сета против Сепи минатото коло, не верувам дека изморен, но дефинитивно мислам дека со Кевин Андерсон ќе му заврши неговиот пат на Вимблдон оваа година. Така. Интересно ќе биде доколку Кевин Андерсон и Новак Ѓоковиќ, ланските финалисти, ќе се сретнат некаде би требало во полуфиналето, ако се биде според планот за фаворитите. Во трето коло изборија пласман уште и Баутиста Агут, Качанов, токму овој надпревар веќе ќе го гледаме во третата рунда. Колку очекуваш овој надпревар да биде неизвесен и бидејќи станува збор за двајца звучни тенисери кои тоа како се борат за што подалеку на овој турнир? Овој ќе биде еден од надпреварите на денот. Баутиста Агут важи за еден играч кој што можеби не е толку спектакуларен да го гледаш, но доволно константен, доволно искусен и препаметен за да игра оваа игра. Качанов, млад, силен, имаше феноменална победа против Фелисијано Лопес вчера. Јас искрено очекував дека потешко ќе ја издвојува таа победа, ако воопште ја издвојува. Фелисијано Лопес го освои квинс и во дубл и во сингл минатата недела, али Карен Качанов покажа дека е спремен да игра на оваа подлога, дека сака да отиде што понатака и дефинитивно еден од мечевите на денот ќе биде овој. Јас би сакал Качанов да победи, навивам за него, но како вчера за Едмунд и Вердаско би рекол дека минимални детали ќе одлучуваат на овој меч. Така во третата рунда и Весели, кој исто така елиминираше уште на стартот звучен противник Александар Зверев. Сега наред е надпревар против Пеир и Медведев исто така избори пласман понатаму и негов следен противник е уште едно звучно име во името на Давид Гофин.
токму Медведев го финсе третата пресметка која исто така се очекува утре да биде возбудлива и интересна. Така е, Медведев исто млад играч, доволно силен, веќе е во топ 20, така да иако да кажеме малку искусен, веќе направил огромни чекори и успеси во својата кариера. Гофан, А кога спротив него го има еден Гофан? Гофан е одличен играч. Вака да го видите на прв поглед, ќе си речете дека не знае он да игра толку на трева, но минатата недела играше финале на Хале на Гери Вебер Опен против Федерер, го изнамачи во првиот сет, го изгуби, после тоа дали нагло падна, не знам. Мислам дека Гофан ќе си победи тука, не толку лесно, ќе го изнамачи Медведев сигурно, но мислам дека Гофан ќе си одвојува победа против Медведев и ќе си оди понатак. Така, тоа беа и првата половина надпревари кои впрочем вчера се одигра и го ја дадоа сликата што ни предстои. Денеска останува да се докомплетира втората рунда надпревари, кога сме кај машкиот дел од турнирот. За денеска и оној надпревар на денот помеѓу Рафа Надал и Ник Киргиос. Овој надпревар ќе може директен пренос на еден ТВ да го проследите почнувајќи од 17:30 часот. Нормално доколку претходните надпревари не се играат во 5 сета и не траат повеќе од 17:30. Кога сме кај овој надпревар, Надал важи можеби нормално како трет носител на Вимблдон, важи фаворит како фаворит за овој надпревар против Киргиос, но Ник Киргиосот веќе го знаеме каков тенисер во каков тенисер прераснува, а особено значајно е неговата победа последна во Акапулко, кога во прашање се меѓусебните средби меѓу овие двајца тенисери. Моментално е 3-3 изедначен резултат кога во прашање се победите. Што може денеска да очекуваме од овој надпревар? Па можеме да очекуваме буквално се. Не знаеме кој Киргиос ќе излезе на терен, но неговата изјава вчера ни дава до знаење дека можеби разбира колкава е големината на мечот и сака да ни докаже дека сепак може да се носи со големите играчи и да биде максимално фокусиран и спремен. Изјави дека како мал сонуваш за овие надпревари против најголемите играчи на најголемите турнири. Тоа најголемиот играч е Надал дефинитивно, заедно со Федерер и Џоковиќ и со другите легенди. Вимблдон е најголемиот турнир. Дали сака да ни каже дека ќе излезе, ќе ни покаже тоа што сакаме да го видиме конечно од него, малку помалку драма, но сепак без драма нема да помине мечот сигурно. Ќе биде доста интересно и мислам дека кој ќе го пропушти мечот ќе зажали, ако сака да гледа тенис. Така, Надал важи за тенисер кој премногу не му оди во корис тревната подлога, па дали може уште на овој надпревар да го докаже спротивното или пак очекуваното од многумина можеби и прерано и за Надал ќе заврши со оглед на тоа што тревната подлога не му е омилена? Па не му е омилена, но сепак има оздвојувано 2 титули на Вимблдон. Така да тоа повеќе кажува за него како спортист и како играч, дека е спремен да го даде максимумот. Вчера изјави дека за на оваа подлога мораш максимално да си физички спремен и колената ти се во феноменална состојба. Он изјави дека нема проблем со колената, дека се е безпрекорно кај него. Тоа кажува дека ќе влезе максимално фокусиран и мислам што побрзо ќе сака да издвојува таа победа. Дали ќе го добие тоа зависи и од Киргиос, но сепак ќе биде феноменален меч. Така, додиме сега да видиме што всушност изјавија двајцата тенисери по нивните победи во претходното прво коло и што всушност очекуваат за денешната нивна меѓусебна пресметка. Кога имам проблеми со колената, тоа дефинитивно ме прави неспособен да играм на трева тука на Вимблдон. Кога играш на ваква подлога мора да имаш полна контрола на твоите движења, да си силен во колената пред се. Сепак, сметам дека за мене тревата како подлога и не е најтешка за играње, туку е тоа тврдата подлога. Во моментот на среќа немам такви проблеми и добро се чувствувам. Што се однесува пак до самиот меч против Сугита, мислам дека првиот час од мечот беше навистина тежок. Во еден момент загубив 11 поени поред. Се соочував со 30 топки за противникот, а тоа на трева не е воопшто лесно. За моја среќа успеав да ги добијам тие неколку поени потоа да ја вратам ситуацијата во моја полза, а потоа беше полесно. Се на се за мене е добар старт на овој турнир, со оглед на фактот што има противник кој знае да игра тенис. Следен мој противник е Ник Киргиос, играч кој има сериозно голем талент во себе и кога игра против топ противници секогаш има желба да се докаже. Во такви мечеви тој е многу сериозен противник. Како за ривал од второто коло, Киргиос е сериозен предизвик.
Се познавам со Томсон речиси целиот мој живот. Игравме еден против друг од најмала возраст. Знам колку е добар. Знам дека сака да игра на трева и ова беше тежок меч за мене. Искрено вака одамна се немам заморено, одамна не сум играл вака долг меч. Јас нема никогаш да се променам, како карактер или како тенисер. Вака играв и се однесував и кога имав 12 години. Тоа сум јас и знам дека кај навивачите предизвикувам различни реакции, но тоа е мојот начин на сваќање на тенисот, јас секогаш излегувам на терен да се забавувам. Следниот меч е оној против Надал, секогаш интересен за сите. Тој е еден од најдобрите на сите времиња и јас би бил аутсайдер во тој меч. Секако дека ќе имам доста инспирација во мене и желба за победа. Знам дека доколку играм како што знам и можам, ќе обезбедам триумф против Надал. Така е, вистинско уживање ќе биде денеска од 17:30, час кога се очекува да стартува надпреварот меѓу Рафа Надал и Ник Киргиос. 2 часа претходно или 15:30 е времето за старт на надпреварот меѓу Роџер Федерер и Џеј Клерк. Исто така, еден од големите фаворити, топ тројката на овој турнир му следи уште еден надпревар против домашен тенисер или една британска надеж која верува во тенисот, верува дека ќе ги допре височините на овие противници кои уште сега ги има на Вимблдон. Па сигурно ќе даде се од себе. Значи тоа е неизбежно, ќе игра на Вимблдон на централниот терен против Роџер Федерер, самото име ќе му даде доволна мотивација, па дури и да на тренинг меч да играат. Ќе биде далеку од неизвесен меч, но се надеваме што е можно подолго ќе биде неизвесен. Сепак на крајот Федерер ќе се издвојува победа. Ако не е така случајот, тогаш имаме огромна сензација и сигурно вести што ќе кружат низ тенискиот свет во наредните месеци. Но колку за Федерер значи што уште на стартот на Вимблдон добива едни вакви противници, генерално далеку од неговите способности и квалитети, кои може лесно да ги мине како во првото коло, веќе Клерк, бидејќи евентуално се очекува вистински надпревар за Федерер да биде во полуфиналето против Надал или Киргиос или еден кој од фаворитите ќе победи денеска. Колку за Федерер значи што има уште на стартот вакви фаворити? Па сигурно значи противници. Сигурно значи за било кој играч би значело, особено за Федерер. Мислам дека сигурно ќе сочува многу енергија, за разлика од Надал кој што ќе игра со Киргиос, кој што ќе потроши многу повеќе енергија. И во мечеви како што би играле, ако играат они двајца во полуфинале, каде што детали ќе одлучуваат, можеби тие ќе бидат клучни детали за кој ќе биде победник. Федерер ќе си го изигра тоа што знае да го изигра, нема да си знамачи многу сервис во леј, слајс ќе се излага на мрежа доволно пати за да си ја зачува таа енергија што има. Сега ќе видиме што може младиот Клерк да понуди и дали може да му парира до некој ниво каде што би рекле ние би го испатил малку повеќе. Така. Сето тоа денеска ќе видиме како изгледа на теренот број 1 во Лондон се игра овој надпревар. Второ коло од 15:30 пренос на 1 ТВ. Сега одиме со она што изјави Роџер Федерер веднаш по првата победа против Харис и за она што мисли дека сега го очекува во овој надпревар против младата британска надеж Џеј Клерк. Не можам да кажам дека се чувствувам нервозно пред првиот меч на Вимблдон годинава, но ете има некое посебно чувство кога ќе дојдеш тука. Не можеш веднаш да се прилагодиш затоа што ситуацијата е различна, терените се различни. Топчето тука поинаку одскокнува и не знаеш дали и кога има дополнителен спин. Ова беше тежок меч, не можев да се прилагодам. Мислам дека немав ниту еден ас сервис во првите 2 сета. Имав само 2 месечини во првите 3. Сервирав лошо, не ги погодував потребните точки, а или па Харис знаеше што прави. Изненадувачки од друга страна што играчи како Тим Циципас Зверев испадна уште во првиот круг, иако сите ги сметаат за фаворити. Очигледно е дека не е битно кој противникот на овој турнир, од секој меч може да излезе посебна приказна што се вели. Надал се мачеше против својот противник, мене не ми беше лесно. Како што напоменав првата недела на Вимблдон, вистински ги тестира твоите вештини, твојот капацитет, твојот пристап на играта. Конечно, на многумина ова не е омилената подлога, што се однесува до мој среден противник, навистина не ги познам ниту еден од момците, Ноа Рубин или Џеј Кларк, кој да победи во тој дуел. А покрај надпреварите на Рафа Надал против Ник Киргиос и на Роџер Федерер против младиот Клерк, денеска за извојување надпреварот на еден од
Фаворитите или носител број 12 на ATP ранглистата, Џон Изнер, американецот за противник го има казахстанецот Кукушкин. Дали може да се очекува уште еден лесен надпревар за Џон Изнер и нормално да ја оправда фаворитската улога против овој противник и да се најде веќе во третата рунда? Па сигурно. Не верувам дека Кукушкин ќе му направи проблеми на Иснер, со оглед на тоа дека Иснер изјави дека со стопалото се е окей, нема Така никакви е. проблеми, повредата е позади него. Мислам дека ќе си победи, ќе си продолжи понатака на Вимбелдон и дека нема да има посериозни проблеми на овој надпревар за него. Така да, впрочем, кога спомнавте за стопалото, сакам во продолжение и да ја слушнеме неговата изјава, бидејќи се задржа токму на овие здравствени проблеми кои го мачат веќе во изминатиот период Изнер, но сега со најпозитивни вести од докторите верува дека на Вимбелдон може да стигне што повисоко и да дојде до оние надпревари каде што ќе значат и елиминации. Да одиме во продолжение со очекувањето на Џон Изнер. Среќен сум, навистина сум многу среќен што сум тука и што го победив Каспер Руд. Да не победев, знаејќи го моето долго отсуство од теренот поради здравствените проблеми, ќе бев повторно среќен. Не ме е гајле. Никогаш не размислувам на тоа за минатата година и дали ќе загубам поени бранејќи ги сега овие. Среќен сум што сум тука и што можам слободно да играм. Конечно имам добри вести од докторите. Тие ми рекоа дека моето стапало е подготвено сега за игра, бидејќи не беше така за Ролан Гарос. Навистина ми беа потребни уште 3 недели. Мојот нареден противник, Кукушкин, има навистина рамен удар на топката, особено на бекхенд. Сигурен сум дека ќе ја држи топката многу ниско, а тоа за мене ќе биде тешко, бидејќи, како што знаете, јас сум висок играч. Неколку пати се сретнавме. Знае да ми создаде проблеми, бидејќи има навистина добар удар, кој може да те фрустрира понекогаш. Неговиот бекхенд е навистина многу добар. Сигурен сум дека ќе биде тежок надпревар. Важно е јас да бидам добар на сервис, а потоа ќе видиме што ќе се случи. Така, тоа беше предвидувањето и очекувањето на Џон Изнер за денешниот негов надпревар против Кукушкин. А од останатите фаворити денеска треба да го издвоиме и надпреварот на јапонецот Кеј Нишикори, котиран на високата 7 позиција на ATP ранглистата и за противник денеска во втората рунда го има британецот Нори. Колку Кеј Нишикори може да ја оправда фаворитската улога на овој надпревар, бидејќи знаеме за каков тенисер станува збор и неговите надпревари во минатото доволно говорат за каков очекуваме да биде денеска, можеби на Вимбелдон Нишикори. Ќе биде интересен меч, тоа сигурно, како што гледаме до сега нема досаден меч, особено во машкиот дел. Нори ќе има како британец публиката позади него, тоа ќе му биде додатна сила во грба да го бутка, што се вика. Нишикори ќе си победи, мене ако ме прашувате, не гледам дека може некаде подалеку да стигне, сепак не му е милено да игра на трева, но на овој надпревар мислам дека рутинирано ќе си победи, не верувам дека повеќе од еден сет би можел да земе Нори. Така да ќе го видиме Нишикори во следното коло. Во следното коло би ждрепката вели може да се сретне со Џонсон или со еден од победниците од дуелот на Џонсон и Минар. Тука дали веќе гледаме сериозен противник за Нишикори? Па посериозен од Нори сигурно. Стив Џонсон е одличен играч, јас си го пратам него секогаш, можеби не е вака доста спектакуларен да го гледаш, но феноменални основни удари, одличен сервис, излага доволно напред за на волеј да изигра на оваа подлога, агресивен е, но сепак Нишикори од таа страна мислам дека ќе го помине и него ако дојде да игра со Стив Џонсон. Дефинитивно потежок надпревар него денешниот за Нишикори. Така. Денеска да напоменеме и Марин Чилич го игра својот надпревар против Сууса. Изнер кажавме со Кукушкин, Нишикори исто така. Цонга има интересен надпревар против еден аутсайдер од Литванија. Засега Вимбелдон или овој четврти надпреварувачки ден, а прогрес во третата рунда, прв избори се Квери, триумфирајќи со 3-0 во сетови против русинот Рублев 6-3, 6-2, 6-3.
Сем Кери уште еднаш ја оправда својата фаворитска улога и продолжува во третата рунда. Сега, почитувани, пред да преминеме на она што се случуваше главно вчера на женскиот дел од теренот и што денеска не очекува, одиме со блок реклами, а потоа се враќаме за анализа и осврт. Почнуваме со она што вчера ни остави најголема трага и впечаток на женскиот дел од турнирот, а тука секако е младата американска сензација која продолжува да го живее сонот по елиминацијата на Серена Вилијамс на патот и застана Рибарикова, но без проблеми. Во 2 сета ја елиминираше и оваа противничка со 6-3, 6-3. Дали оваа тенисерка покажува дека навистина не случајно е дојдена на Вимблдон и дека станува збор за една кој сите, како што сите веќе ја нарекуваат, наследничката на сестрите Вилијамс? Па вчера ни го докажа тоа што ни го покажа во првото коло. Дури и вчера многу по сигурно стигна до таа победа. 6-3, 6-3 против Рибарикова, која што е бивши полуфиналист на Вимблдон од 2017 година. Далеко од својата најдобра форма, падната е можеби со ранкингот, но тоа не треба да се земе здраво за готово. Немаше ни една брейк топка против неа Гоф. Тоа кажува многу. 6-3, 6-3 со ни една брейк топка, одличен сервис, во битните моменти доста сигурно, како што кажавме, како да е Самодовербата ја краси. Самодовербата ја краси дефинитивно, што е многу битно и наредното коло има, да кажам, полесен меч. Прашање. Но колку е полесен ако знаеме дека незината противничка сега во третото коло пак ја елиминираше Медисон Кис, која исто така важеше за еден од фаворитките на овој турнир. Така е, американката важеше за фаворит. Мислам дека потешко ќе беше на Коко Гоф да игра против неа, чисто дека исто американка, мислам дека кога играат исто државјани е малку поразличен од преварот. Полона Херцог ме изненади доволно. Веќе не е во својата најдобра форма, но покажува дека знае уште да игра доволно тенис. Многу слаба процентуалност на искористени поени на втор сервис имаше Медисон Кис. Тука го изгуби мечот. Херцог си изигра феноменално офанзивен надпревар, си ги доби своите шанси, си победи. Третото коло ќе биде многу интересно помеѓу овие две тенисерки. Така, дефинитивно Коко Гоф го живее сон својот живот на тениската сцена, на големата сцена. Да видиме како изгледаше Коко Гоф веднаш по победата и во втората рунда и што сега очекува оваа млада сензација од Америка. Ќе изложам ако кажам дека се во мојот живот е постаро и дека се е нормално. Не е. Многу е тешко во моментов со социјалните мрежи и се останато да остане на земја и да се биде сконцентриран. По победата над Венус, буквално не можев да заспијам. Се случи на вистина бргу. Со оглед на фактот што триумфот беше токму против неа, буквално преку ноќ станав звезда и ми беше тешко да се сконцентрирам на мечот против Рибарикова. Тренерскиот тим ме држи на земја што се вели. Ме опоменува дека турнирот не е готов, дека секој ден има нов меч и дека мора одново се да се одработи. Не смеам да се фокусирам на она што било, туку на она што се случи. Искрена да бидам и не го знам распоредот и не знам со кој играм во следното коло. Со Полона Херцог, окей, благодарам што ме информиравте. Покрај Коко Гоф, трета рунда избори една од фаворитките Елина Свитолина, иако во надпревар кој Гаспаријан го предаде по само еден одигран сет. Сега нареден надпревар за Свитолина би рекол е многу важен, бидејќи спротивниот ќе добие Сакари за противник или борбата за во наредното четврто коло. Што може да очекуваме од оваа тенисерка? Ели Свитолина е доста интересен играч. Сигурно можеме многу да очекуваме, иако вчера Гаспаријан изигра феноменален меч. Имаше 44 винери, иако имаше и 33 неизнудени грешки на тие 44 винери, напаѓаше од секој можен агол, од секој можен удар форхенд, еднорачен бехенд. Свитолина не знаеше како да ја врати. Штета што се повреди, мислам дека дури можеше да има и сензација вчера Гаспаријан да си продолжи понатака. Имаше и меч топка, ако не се лажам, што ја спаси Свитолина.
падна едноставно, легна на теренот Гаспаријан, дали грчеви во нозете не можеше да го издржи тоа темпо што сама го наметна, си ја плати цената, Свитолина си продолжи понатака. Со Сакари ќе биде доста интересен меч. Сакари е во, мислам, формата на незината кариера. Едно од носителките, ако не се лажам, влезе во топ 30 од пред некое време. Ќе биде доста интересен меч, затоа што Сакари игра доста сличен тенис на Гаспаријан. Агресивна е, дворачен бехенд место еднорачен бехенд, но се надевам дека Свитолина си ја свати лекцијата од овој надпревар и ќе може да применува некои работи што не ги примени против Гаспаријан. Тогаш да слушаме каков е ставот на Свитолина по оваа победа против Гаспаријан и што самата тенисерка очекува за наредната пресметка. Секогаш е лошо да се види дека противникот е повреден и дека не може да го даде максимумот, дека се мачи на терен. Тоа едноставно ве прави вас деконцентриран. Не ви дава да мислите максимално на играта. Да, беше фрустрирачки да се гледа како Гаспаријан се мачи на терен, да се поставува константно прашање дали може да го одигра мечот до крај или не. На моменти Гаспаријан играше одличен тенис, силно го удираше топчето, се бореше максимално колку што можеше во тој момент. Таа е навистина добар играч. И знам дека се мачи со повреди, но нејзиниот ранкинг треба да е далеку повисок од колку што е во моментов. Што се однесува до Марија Сакари, мојот следен противник, мислам дека тоа ќе биде уште еден тежок меч. Знам дека напредуваше многу во последните месеци и дека играше на силни турнири, против силни противници. За мене ќе биде многу битно да бидам на највисоко можно ниво. Да, ова е трето коло од Вимблдон, но е само уште еден надпревар и не треба да се прави поголем притисок околу тоа. Фаворитската улога вчера ја оправда и Каролина Плискова во својот надпревар против Моника Пуик. 2-0 во сетови. Плискова продолжува понатаму или ќе игра во третата рунда со Су Веј. Исто така една звучна и интересна тенисерка која и тоа како сака да се докаже на теренот. Очекувана победа видовме вчера на Плискова. Кај што може да очекуваме сега следно, кога во прашање е незината трета рунда и надпреварот против Су Веј? Мислам повторно победа од Каролина Плискова. Некако ја доживувам дека е најгладна од сите, затоа што сите си освоја по некој гренслем, она остана уште без гренслем. Сама изјави дека обожава да игра на тревна подлога, сака да игра на Вимблдон. Се надевам дека ќе дојде до тој пехар што го чека одамна гренслем пехар и мислам дека нема да има никаков проблем во наредното коло, иако доста по-интересен меч него тој вчера против Пуик. Така, станува збор за Плискова, која впрочем и трета носителка на овој турнир, котира високо на ВТА листата. Да видиме како впрочем самата тенисерка го оценува овој надпревар вчера со Пуик и што всушност тенисерката очекува од незиниот перформанс на тековниот Вимблдон. Добро се чувствувам. Повторно сум во третото коло на Вимблдон. Мислам дека одиграв подобро против Пуик, отколку во првото коло. Нормално е да има падови на моменти во играта, но мислам дека генерално е окей. Мислам дека ова беше најдобро досега на Вимблдон. Подлогата беше побрза отколку на помошните терени. Мислам дека доста напредував изминатиот период на игра на трева. Сервисот на некој начин ми се подобри, и првиот и вториот. Немам објаснување како. Секако движењето на трева е потешко отколку на некоја друга подлога. Имам чувство дека ниско се поставувам на многу топки. Во третото коло се среќавам со Кеј Су Веј од Тајван и мислам дека тоа е доста интересен противник. Незгоден противник. Игравме неколку пати една против друга и тоа беа едноставно чудни мечеви. Сите беа на тврда подлога. Да видиме како ќе се одвиваат нештата на трева. Мислам дека нема да има премногу промени во нејзината игра на ваква подлога. Мислам дека ќе одбере да игра со повеќе слајс во ударите, затоа што тоа на трева е доста ефикасно. А од останатите фаворитки, главно кои вчера изборија прогрес во третата рунда на Вимблдон се Вознијацки, Халеп и Азаренка. Од овие тенисерки нормално се очекува далеку да стигнат на овој турнир. Одиме со она што денеска, впрочем, не
очекува. Имаме надпревар кој за некои моменти треба да стартува со пренос на 1 ТВ, тоа е надпреварот на Петра Квитова против Кристина Младеновиќ. Овој надпревар е предвиден да стартува некаде за 5 минути. Верувам дека и тенисерките веќе се подготвуваат на теренот. Квитова важи за 6-ти носител на овој турнир и голем фаворит во надпреварот со Младеновиќ. Во меѓусебните дуели, впрочем, и Квитова далеку е на незина страна и 6 победи наспроти една, и тоа Младеновиќ има победен уште во првите нивни средби пред 7-8 години. Квитова важи за една од тенисерките кои досега и 2 пати го имаат освоен овој престижен турнир 2011-2014. Колку сега може да очекуваме од Квитова и дали може да ги потврди квалитетите и после 5 години од кога последен пат играше на вистина на врвно ниво на Вимблдон? Можеме многу да очекуваме, затоа што од последната титула до сега мислам дека оваа Квитова е најблиску до таа Квитова што го освои тој последниот Вимблдон нејзин во 2014 година. Стигна до второто место после таа победа на Вимблдон. Мислам дека би сакала да стигне и до тоа посакувано број 1 на ранг листата. Не верувам дека Кристина Младеновиќ е тип на играч што може да направи тука некои изненадувања. Ќе биде интересен меч, но Квитова ќе си проложи понатака, тоа сигурно. Така, овој надпревар, подсетувам, е првиот кој денеска треба на 1 ТВ, вие почитувани љубители на тенисот, да го проследите. Додиме сега да видиме и што Квитова всушност очекуван за оваа пресметка воопшто и за овој турнир. Дефинитивно се чувствувам одлично. За мене секогаш е тешко да се појавам на еден терен на кој нема многу часови поминато. За Џабер беше многу тешко. Таа има играно на трева, додека за мене ова беше прв меч годинава. Искрено бев изненаден од мојот сервис. Многу ми помогна во триумфот, иако на тренинзите не се покажа така добар, но добрите работи понекогаш успевам да ги добијам. Мојот нареден противник Кики Младеновиќ навистина игра се подобро и подобро. Играв против неа во Мадрид. Навистина тоа беше еден тежок надпревар. Не се прикажа во моето најдобро светло, но најдов начин да ја победам. Беше одлично. Навистина не знам како Младеновиќ игра на трева. Најважно за мене е како јас играм на трева, за другото не размислувам. Ќе го дадам најдоброто од себе за уште една победа. А покрај Петра Квитова, денеска очекуваме фаворитската улога да ја оправда и една од најголемите тениски имења во женската тениска историја, тоа е Серена Вилијамс, како 11-та носителка на овој турнир. Денеска ќе игра против Ката Јуван од Словенија, млада тенисерка и надеж на словенците, со само 18 години дојде на својот прв еден голем ваков Гренслем турнир. Овој надпревар меѓу Вилијамс и Јуван ќе го проследите од 17:30. Така гласи нормално времето кога треба да стартува овој надпревар, но подсетувам, се зависи од останатите надпревари кои почнуваат предходно и зависно од нивното време траење, зависи кога и ќе стартуваат. Впрочем, овие надпревари бит важно, се очекува 17:30 пренос на 1 ТВ од Серена Вилијамс и Ката Јуван. Колку Серена Вилијамс ќе може или Јуван колку може да и се спротистави на едно големо име како што е Серена Вилијамс? Прво, многу ми е драго што може да играат вакви млади и надежни тенисери, како што го спомнавме и Кларк против Федерер, вака и Јуван против Серена Вилијамс, против такви големи имиња како Вилијамс и Федерер. Сигурно ќе играат на централниот терен. Ќе биде доста интересно како и за Серена Вилијамс, така и за Јуван сигурно. Серена Вилијамс ќе може да се врати во својата форма, да си проба некои нови удари, нови тактики на овој надпревар. Јуван ќе си даде се од себе, сигурно ќе ужива во овие неизини 3 минути, да ги кажам. Како и Кларк Федерер, се надевам што е можно подолго ќе трае неизвестноста во мечот, но сепак мислам дека нема, ајде да не кажам никакви шанси, еве теоретски шанси да ја дадеме на младата словенка. Серена Вилијамс ќе си проложи понатака сигурно. Така, Јуван не треба да заборавиме дека да, на големата сцена можеби од Гренслем турнирите нема до сега настапено, но кога во прашање е Вимблдон, може да се пофали со една титула во јуниорската категорија, во дубл. Уште пред 2 години
така да веруваме дека ако ништо друго ќе пружи силен отпор против Сигурно. Серена и ќе остане уште еден надпревар за кој вреди утре да му се посвети внимание. Одиме сега со Серена Вилијам што всушност има да ни порача за овој Вимблдон и за тоа како се чувствуваат бидејќи после долго време Серена Вилијамс повторно е на големата сцена. Горда сум што победив за прв пат по отвореното првенство во Франција. Мислам дека ќе мора да ги бројам сите надпревари на редниот период, да бидам што подобра на секој нареден, бидејќи годинава нема многу одиграни мечеви. Мислам дека ова е само 13-ти надпревар за мене оваа година. Се чувствувам одлично што сум тука на Вимблдон, на централниот терен. Голем предизвик е сега ова за мене. Учам од секој надпревар, од секој поен. Бев многу изненадана на почетокот, бидејќи Гато стартуваше со одлична игра. Таа речи се ме доби кога бев на серви за мечот. Но бев сигурна во себе дека можам и успеав. Навистина сум возбудена. Серена секогаш е возбудена. Ќе бидам задоволна доколку успеам да добиам уште повеќе надпревари. Почитувани, генерално тука ќе се одјавиме, но впрочем и ќе најавиме за она што допрва следува. Тоа е надпреварот на Кристина Младеновиќ против Петра Квитова, кој во овој момент веќе стартува и ќе имате можност да го проследите на 1 ТВ. Се игра на теренот број 1, бидејќи на централниот терен во овие моменти кај Нишикори води битка против Камерун Нори. Овие два надпревари ќе имате можност, зависно од тоа каде што се случува на теренот и доколку има повеќе возбудување на едниот отколку на другиот, режисерот од Лондон ќе не прати со слика на двата надпревари, така да највозбудливото секако нема да го пропуштите од овие два надпревари. Потоа следува, ќе подсетам, надпреварот на Роџер Федерер против Джей Кларк од 15:30, а како завршни надпревари или оној трет дел од понудата на преноси на 1 ТВ ќе биде мечот на денот помеѓу Ник Киргиос и Рафал Надал од 17:30, а во истиот термин, како што кажавме, стартува и надпреварот кај дамите меѓу Серена Вилијамс и Каја Јуван. Тоа би било се од отвореното студио за сега. Небојша, ќе ви се заблагодарам уште еднаш за овие исцрпни информации, анализа и осврт на она што вчера се случуваше и она што денеска треба да го очекуваат љубителите на тенисот. Благодарам уште еднаш за поканата. Баш ми беше драго што уште еднаш комунициравме, разговаравме на тема Вимблдон. Сега ни преостанува само да уживаме во денешните мечеви. Така, пред да се префрлиме со слика на преносот од надпреварот меѓу Младеновиќ и Квитова, одиме со она што посебно вчера ќе остане запаметен денот и што всушност работи кои впрочем и ги пропуштивте и не бевте во можност да ги видите, а веднаш следиме со слика од надпреварот.
Поздрав од коментаторската позиција во 1ТВ Младеновиќ против Квитова. Тоа е мечот кој што започна пред малку, води со 2:0 французинката со српски корени против шестата носителка на овогодинешното издание на неофицијалното светско тениско првенство на Сете Квитова. На сервис се извинувам. Води со 2:0. Младеновиќ одигра одлично во воведните два гейма во овој прв сет, а се обидува чехињата да возврати на сервис. И ова е 2:1 со одличен ас. Четврти за Квитова, намалува на 2:1 над преварувачката од Чешка, која што може да се пофали со освојување на најпрестижниот тениски турнир на светот. 2014 и 2011 славеше во големите финалиња, а во полуфиналето беше елиминирана во 2010 пред 9 години, но затоа од 2015 па до денеска нема резултати со кои што може да биде горда. Пред се мислам на надпреварите на Вимблдон. Ова е еден исклучителен меч од денешната тениска програма на четвртиот надпреварувачки ден во Лондон. Квитова против Кристина Младеновиќ, тоа е пресметката која што ја очекувавме и ја добивме. Ќе видиме како ќе се однесуваат двете тенисерки во продолжение од денешното соочување. Но едно е повеќе од јасно, на првиот терен ќе гледаме на неизвестна и силна битка меѓу Младеновиќ и Петра Квитова. Сега сервира Младеновиќ. Последен пат овие две тенисерки на тревна подлога се сретнаа во 2017 на турнирот во Бирмингем. Победи Квитова со 6-4 и 7-5, но има свој аудут и Младеновиќ во денешната пресметка со фаворитката. Можеме да издвоиме дека Квитова има еден поофанзивен, поагресивен стил на игра и одличен сервис. И поради ова денеска треба да има предност. За разлика од незината противничка, најчесто во ведните кола на Вимблдон е елиминирана. До сега не успеала да стигне во онаа завршница во битката за тронот на престижниот Вимблдон. 26 годишната Кристина Младеновиќ, родена во Франција, живее во Дубај. Уште една грешка за 32-те. Оние две сервис грешки во воведниот гейм се можеби дел од причините поради кои Младеновиќ има водство од 2-1. Прекрасна паралела, не стигнува Квитова да врати. Забележи навреме Младеновиќ каде е позиционирана незината противничка. Води со 40-30. Можност за 3-1 во геймови за Кристина Младеновиќ.
И немаше среќа, уште еднаш Квитова 3:1 во геймови за Младеновиќ, која во моментов е без личен тренер. Mladenovic leads 3-1 for sets. Ја сервира левораката Квитова. Love 15. И ја гледате таа агресивна игра, чекаше на воле и успева да поентира во овој дел од геймот. Брза реакција, добра завршница за тенисерката која работи со Девид Видра, фитнес тренерот кој е дел од клубот каде што си Бердрик и Сафарова. 15-13. Добар форхенд винер за 30-30. Исклучително прецизна е Петра Квитова на почетокот од денешната пресметка со Младеновиќ. Игра оваа календарска година на ВТА турнирот во Мадрид. Победа на Квитова од 6-3, 7-5, идентичен резултатот оној во Бирмингем од пред 2 години. Само еден триумф има Младеновиќ и тоа 40-13. во Париз во 2013-та од 6-3 и 6-4 на тврда подлога. Греши на форхенд, израмнување. 6-1 во винери за чехињата. Уште еден винер. Завршна предност. Game 3-2. Немалува Квитова се враќа во ритам, шестата носителка. 3-2 е во геймови, води французинката, но верувам дека ќе гледаме нешто поразличен тенис во продолжение од сетот.
Ако ја погледнеме денешната програма на Вимболдон и од оние надпревари кои што веќе се завршени, Ешли Бартин имаше проблем во денешниот дуел со белгиката Ван Уйтанг, 2-0, 6-1 и 6-3. Ја потврди фаворитската улога Барти. Видиме дали тоа ќе го направи и Петра Квитова. Прекрасен нас, ова е сервисот за кој што ви говорев. Far sideline. Ball was called in. Има исклучително добра техника и најчесто тој носи резултати. Ќе има проверка. Ова е поле 15 ништо. Ms. Kvitova has 2 challenges remain. Уште еден прекрасен сервис. 30 30 ништо. Сега Младеновиќ ќе покажува својата надмоќ при сервирањето. Потекнува од семејство кое е поврзано со спортот. 40 ништо. Незината мајка Дженита е професионална одбојкарка, татко и кошаркар, а незиниот брат Лука игра фудбал. Започна со тенисот на 8 години. Не одговара ова брзо темпо, 40-15. Иако ужива кога игра на турнирите на тревна подлога, Кристина Младеновиќ. Во 2017-та го имаше најдобриот ранкинг на АТП листата на 10-тото место. Сега е 48-ма светска тенисерка. Добра игра на мрежа, лош волеј од Квитова. Нововоство на Кристина Младеновиќ, потврда 4-2 е сега во геймови во ведниот сет. И ова може да представува своевиден проблем за чехињата, која лошо функционира со форхенд волеј во овој прв сет. Има 9 неизнудени грешки наспроти двете на Младеновиќ. Главната судика со хуман гест за еден од публиката. Ова топло време во Лондон. love.
Уште еден лош ретрн. Греши на форхенд Младеновиќ, 30-ништо за Квитова. Сто 65 километри беше минатиот сервис. А сега неочекувана нова грешка на Петра Квитова. 30-15. Првиот гренслем во кариерата го освои токму на Вимблдон. На патот до големото финале ги елиминираше Алекса Глаќ, Анке Отован, Роберта Винци, Вигмаер. Имаше сериозен дуел со Пиронкова, потоа ја победи тогаш четвртата носителка Азаренка, за во финалето да слави над Марија Шарапова. Популарната Квитова. Втор сервис за Квитова. И прекрасен поен, добра завршница, форхенд винер во паралела за 4-3. Аплаузи од присутните на првиот терен ќе се менуваат топчињата. Set a match look. Resets to 1. 6-4, 6-3, 5-7, 7-6. Видовме победничкиот поен на Струв против Фриц, 3-1, 6-4, 6-3, 5-7 и 7-6. Слави германецот, пласман во стената на преварувачко коло на Вимблдон. Куерей исто така забележи победа на Друглев од 3-0, 6-3, 6-2, 6-3. И Милман немаше проблеми против Гере од Србија, 3-0, 6-3, 6-2 и 6-1. Очекуваме да започне и 8-миот гейм од првиот сет на пресметката меѓу Младеновиќ и Квитова. Подсетувам, Квитова славеше на Вимблдон во 2011-та и 2014-та. Во 2011-та подобро од Шарапова со 6-3-6-4, во 2014-та подобро од Бушар со 6-3-6-0. 15 ништо. Солиден сервис од Младеновиќ. Втораз за неа. На централниот терен играат Нишикори и Нори 4-4 во првиот сет. Проблеми за 8-миот носител од Јапонија против домашниот надпреварувач.
се покажува проблем за Младеновиќ кога Квитова брзо реагира. Таа агресивност очигледно и носи дополнителна предност на фаворитката. А овие лепези се уште еден доказ за висината на температурата. На првиот терен во Лондон, во овој прекрасен тениски комплекс, направен и наменет за неофицијалното светско тениско првенство. Добро беше идејата. Како тргна Квитова во спротивен правец, ја задржи насоката на поенот Младеновиќ, но 30-15 е за Квитова. Се уште чекаме атрактивен поен од пресметката на французинката и чехињата. Тридесет Од досегашните сервирања на Младеновиќ, 3 успешно минаа кај Т линијата. Само еден по надворешна страна, греши Квитова, 40-30 за Младеновиќ. Ја задржуваа тактиката и двете надпреварувачки. Најавивме неизвестност, ја добивме. Има челендж. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 50-инчен 4K Ambilight Philips телевизор со Philips Hue Smart осветлување. Ниту еден дуел на овие две тенисерки нема завршено во 3 сета. Сега Младеновиќ бара челендж. И ова е аут. Предност за Квитова. Прва брейк топка во овој гейм. Но не ја користи. Двојна сервис грешка или не ќе покаже следниот челендж. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 55-инчен 4K Samsung телевизор. Нова можност за брейк на Квитова.
Се одолго влекува разврската во овој 8-ми гейм. Не се предава Младеновиќ. И среќна Квитова што Младеновиќ заби топката или топчето во мрежата. Трета брек топка за Квитова. Ms. Kvitova is challenging a call on the left far sideline. Ball was called in. No challenge. Out. Left, second serve. И сега мора да биде внимателно Младеновиќ. Грешка на Квитова. Use. Продолжува неизвестноста и упораноста на двете тенисерки доаѓа во прв план. Ова е веќе нешто друго од Кристина Младеновиќ. Ја носи предноста во свој посет 186 километри. Беше последниот сервис на Младеновиќ. Исклучително силен удар има французинката. Петри за Младеновиќ. На проблем е Квитова. Ќе мора да размисли како да го продолжи овој меч, ако посакува резултат кој ја носи во следното коло. Вака не изгледа добро за шестата носителка на Вимблдон. 35 минути се игра на првиот терен, или теренот број 1, на централниот Нишикори Нори 4-4 во првиот сет. Уште една избрзана одлука и грешка на Петра Квитова. G15. 30-15. Определбата е јасна. Силен сервис, ако мине првото сервирање од противничката има проблем. Затоа и не траат премногу долго поените на дуелот меѓу Младеновиќ и Квитова. 40-15. Прекрасен сервис за 5-4. Одлично го заврши овој гейм Петра Квитова. Греши на форхенд уште еднаш Младеновиќ. 5-4
и ќе сервира за сет во следниот гейм Младеновиќ доколку го добие. Дојдовме завршниот поен од мечот на Хадат и Дарт. Едно вообичаено спортско поздравување по завршувањето на пресметките. Поздравена од публиката, победничката на овој меч. Секако задоволни се домакините на неофицијалното светско првенство за триумфот на нивната миленичка Дарт. Играше против Маја Хадат. Вообичаена слика ни нуди режисерот на овој пренос. Подсетувам, Младеновиќ ќе сервира за освојување на првиот сет во дуелот со Петра Квитова, има водство од 5-4. И сосема солидна е французинката во пресметката со шестата носителка. Како да почувствува несигурност кај Квитова и оди до крај да искористи. Dylan. 15 ништо. Разликата во висина на Квитова и Младеновиќ е само 2 сантиметри повисока е французинката. Dylan. 30 ништо. Јасно и на Квитова дека нема многу простор за грешки до крајот на овој сет, ако сака да го освои. Втор сервис за Младеновиќ. Има 2 аса до сега. И еден подолг поен кој го добива Квитова. Играше по средината на теренот без многу ризик. Во овој дел од геймот 30-15. Let Fusu. Фантастична дијагонала, 40-15, прва сет топка за Младеновиќ по овој форхенд винер. 40-50. Ева првата можност за неа да дојде до предност од 1:0. Двојна сервис грешка. 40-30. Лош избор за оваа прва сет топка.
Уште една грешка на Кристина Младеновиќ, израмнување, не ја и користи втората сет топка. Планови форхенд винер за 40-15. 2 поени поред за Квитова. Па, браво! И каков поен! Упорноста до крај, трета сет топка и носи на Кристина Младеновиќ. Ке го видим овој поен, верувам уште еднаш и оваа завршница. Но честитките, аплаузите ги заслужува Кристина Младеновиќ. Секоја чест за двете тенисерки за прикажаното во претходниот поен од овој 10-ти гейм во првиот сет. Квитова возвраќа. Прекрасен форхенд винер по дијагонала. Сервис грешка двојна на Младеновиќ, четврта на мечот. Тоа била можност Квитова да го освои овој гейм со брейк. Две сервис топки имаше Младеновиќ, подсетувам. Менталната сила е клучна. Пет. Прави брейк. Петра Квитова не искористи својата шанса Младеновиќ и може да биде ова клучен елемент на соочувањето на французинката и чехињата. Две сет топки не искористи Младеновиќ. А погледнете како го прослави овој завршен поен Петра Квитова и не е јасно дека многу поинаку можеше да тече пресметката со французинката ако таа го освоеше првиот сет. Квитова со ас. Пети за неа. 15 ништо. Оди во аут. 30-15. Го задржуваат ритамот. Двете тенисерки се држат до оние замисли кои што ги имаа пред почетокот на мечот. Ништо посебно не се менува од првиот гейм па до сега. Уште еден аут.
40-15. Forty-30. 30-40. Ова беше изнудена грешка на Квитова. Сигурно е задоволна Младеновиќ од тоа како го изигра последниот поен. Game за Петра Квитова 6-5. Го издржа оној притисок во претходниот гейм, добро го одигра и овој. Сега Младеновиќ е на потек и на сервис. Second set. Evans. Six game to 2. 6 game to 2. Стивенс ја победи Ванг со 2-0, 6-0, 6-2. Покрај мечот меѓу Младеновиќ и Квитова, кој го следим во директен пренос. Интересна и пресметката меѓу Мертенс и Николеску, белгиско-романскиот дуел. 1-3 во првиот сет за романката. Ромашка конкуренција, највеќе внимание привлекува мечот на Нишикори и Нори, води јапонецот со 6-4 по првиот сет и 1-1 во вториот. Младеновиќ е на сервис. Тор сервис за неа. Само 5 винери до сега. Од французинката 11 има Квитова. И излезе на мрежа, го валоризира тоа Квитова, победува со 15-0. Прекрасен волеј кој не успеа да го врати Младеновиќ во поле. Јасна беше определбата уште пред на 3 удари до крајот од поенот. Ризикуваше до крај и се исплатеше тоа за Петра Квитова. Веќе има челендж. Ms. Kvitova has one challenger. Разочарана е од последната реакција. Победува Квитова, оди кон брейк. И кон може би освојување на сетот.
40-15 и прва сет топка за Квитова. Имаше две Младеновиќ во претходниот гейм. Ќе искористи ли Квитова првата шанса? Да не ја подрекуваме, но Младеновиќ знае да направи двојна сервис грешка кога тоа најмалку е потребно. Победува Квитова со 1:0, греши на бекхенд Младеновиќ, 7-5 во првиот сет, 1:0 за Петра Квитова против Кристина Младеновиќ во првиот посериозен тест за денеска од четвртиот надпреварувачки ден на програмата на неофицијалното светско тениско првенство.